Додека Македонија буквално е во пламен, ниту еден од највисоките владини функционери на чело со премиерот Зоран Заев ги нема никаде, како да исчезна од јавноста. Тежината да одговара за фијаското во справувањето со пожарите, како да е оставена само врз директорот на ЦУК Стојанче Ангелов, кој покри тоа што има одговорност, сепак не може да биде сам виновен за сите пропусти. Последното појавување пред јавноста Заев го имаше вечерта во Кочани, а од тогаш како да исчезна во моменти кога во државата стигне кризна состојба, а во своето последно обраќање тој само се правдаше за отсуство на механизација за гаснење на пожар од воздух. Ниту кај нас, ниту во било кој други земји навечер хеликоптерите не действуваат. Може да загинат затоа што не се знае, може да повредат луѓе кои што се некаде влезени со најдобра намера да помогнат. Затоа по прописите секогаш за време на ден се действуваат хеликоптерите. Покрај Заев во јавноста не се појави ниту министерката за одбрана Радмила Шекеринска, која единствено на Facebook се заблагодари за помошта која што сме ја добили од другите земји. За одговор на прашање од јавноста недостапен и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Неговото единствено појавување на настан без новинарски екипи заедно со министерот на српската полиција Мирослав Вулин за помошта од Србија за гаснење на пожарите. Тука се нашите пријатели од Република Србија и сакам да изразам благодарност од моје лично име, од Министерството за внатрешни работи, од владата на мојот драг колега господинот Вулин, на владата на Република Србија, на претседателот Вучиќ, заради тоа што веднаш се согласија и пристапија со помош. Додека највисоките функционери ги нема во јавноста се појавува човекот од кого се бара одговорност и оставка Стојанче Ангелов, но и тој најчесто ја користи приликата да каже дека ништо нема погрешено, па дури и дека заслужил награда за справувањето со пожарите во Кочани. Сега е многу жешко, државата е во пламен или републиката е во пламен. Немам време да размислувам за споредни работи. Нека залади, нека се изгаснат пожарите, ќе направиме една анализа и дека заклучокот е дека сум потврдил, јас ќе си дадам оставка, не само оставка, ќе заминам надвор од државата. Единствен кој се појавува во јавноста е првиот вице-премиер на Македонија Артан Груби, но причина за тоа не се пожарите кои оставаат големи штети низ државата, туку прославување на 20 годишнината од Охридскиот рамковен договор.